أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O Allah, направи со нас секогаш да биде опатството за движење по Твојот пат и нека нашиот пат биде единствено сирату мустеким, правиот пат. Амин. Се пренесува од Абдуллах бн Омер радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: Милостивиот Аллах ќе му се смилува на оние кои се милостиви. Бидете милостиви спрема оние кои се на земјава, па и на вас ќе падне милоста од оној што е на небото. Во прилог на овој хадис ќе наведеме еден пример од животот на Хазрети Омер радијаллаху ан. Тој во една прилика, одејќи по улиците на Медина, видел дете враце со врапче, играјќи со него. Омер радијаллаху ан му се смилувал на врапчето, купувајќи го од детето и потоа да го пушти на слобода. После смртта на Омер радијаллаху ан, една група луѓе го видела на сон и го прашале за неговата состојба. Што било, како со него се постапило? Омер радијаллаху ан им одговори: Аллах ми опрости и премина преку моите грешки. Па тие рекле: зошто? Може би заради твојата дарежливост, или може би заради твоите праведности, или пак заради твојата побожност? Омер радијаллаху ан им рекол: кога ме ставивте во кабурот, ме покривте со земја и ме оставивте сам, ми дојдоја два страшни мелеки. Паметот ми одлета и ме обзете голем страв од нивниот страшен изглед. Сакаа да ме испрашуваат и токму тогаш слушнав глас од непозната страна. Некој викна: оставете го мојот роб и немојте да го плашите. Јас му се смилував нему и преминав преку неговите грешки. Како што тој му се смилува на врапчето на дуњалукот, така и јас се смилував во вечноста на ахирето. Во друго кажување стои: бил еден побожен човек меѓу синовите Израилови. Еднаш за време на гладот поминал покрај еден голем куп со песок и во себе си посекал тој куп со песок да биде брашно, па да може да го подели со сиромашниот и гладен народ. Аллах Джелешануху му наредил на тогашниот пратеник да му каже на тој човек дека Аллах Джелешануху му припремил награда за тоа што го рекол. Аллах Джелешануху ќе му се смилува на оној кој ќе му се смилува на својот народ. Тој човек му се смилувал на Аллаховите робови, велејќи: да ова песок биде брашно, па да ги нахранам сите гладни луѓе. Со таквиот искрен ниет Аллах Джелешануху добил награда. Се пренесува од Ибн Месуд радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: грешникот кој го признава својот направен греф и потоа се надева на милоста Аллахова, ете таквиот му е поблизок на Аллах Джелешануху, отколку побожниот човек кој изгубил надеж во Аллаховата милост. Хазрети Омер радијаллаху ан пренесува од Зеид бн Еслема за некој човек од предходните народи, кој многу му правил ибадет на Аллах Джелешануху и бил премногу строг кон себе си, а така им делувал и на луѓето, при што тие ја губеле надежта во Аллаховата милост. Кога умрел, рекол:
Господару мој, што имам кај тебе? На тоа Господарот му одговори: Джехенем. Човекот рекол: Господару, а каде е мојот ибадет и мојот труд? Господарот рекол: ти на дуњалукот луѓето ги тераше да губаат надежда во милоста моја, па заради тоа и јас денес тебе ти ускратувам дженнет. Се пренесува од Ебу Хурейре радијаллаху анх дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: еден човек никој пат во својот живот не направил било какво добро дело, освен што верувал во Аллаховата единственост теквид. Кога му се приближила смртта, тој на својата фамилија и рекол: кога ќе умрам, запалете ме, да бидам пепел, а потоа за време на некој ветровит ден, пепел да фрлете ал море. Неговата фамилија така и направила. Кога возвишениот Аллах Джелешануху му ја одреди смртта и кога неговата душа дошла во Аллаховите раце, Аллах Джелешануху го праша: што те натера тоа да го направиш? А тој одговори: стравот од тебе, возвишен Господару. И заради тој страв Аллах Джелешануху му опростил, иако во животот никогаш не направил добро дело, освен што верувал во еден и единствен створител во Аллах Джелешануху. Во прилог на овој хадис ќе наведеме една хикаја, случка за човек кој живеел грешен и неморален живот, а умрел во времето на Муса алейхиселам. Неговите современици ниту го искапиле, ниту пак закопале, туку го фатиле за нозете и го фрлеле во ѓубриштето. За тој настан Аллах Джелешануху го известил пратеникот Муса алейхиселам, велејќи му: о Муса, умре еден човек во тоа и тоа место и фрлен е на ѓубриште, а тој е мој пријател и еден од моите добри намерници. Не го искапија, нити во ќефин го завитка, а не го ни закопаја. Затоа ти, Муса, веднаш појди, изми го, завиткај го во ќефин, клањај му џеназе намаз и закопај го. Муса алейхиселам отишол на местото на настанот и ги прашал луѓето кои тука живееле. За човекот што се преселил на Ахирет, луѓето му раскажале за овој човек со негативни особини, кој јавно грешел и живеел неморален живот. Муса алейхиселам им рекол: каде се наоѓа? Покажете ми го местото, зашто Аллах Джелешануху ми нареди да дојдам токму заради него овде. Мештаните тргнале со Муса алейхиселам за да му покажаат каде се наоѓат умрениот. Кога стигнале на местото, што ќе видат? Муса алейхиселам навистина умрениот бил фрлен во ѓубриштето. Меѓутоа, од една страна луѓето веќе го запознале со неговите лоши постапки, а од друга страна Аллах Джелешануху му наредил да го згрижи како што е редно. За да не биде во дилема, тој го замолил Аллах Джелешануху да му ја открие тајната за ваквиот случај, обраќајќи му се со зборовите: о Аллаху мој, ми нареди овој човек да го закопам и да му клањам џеназе намаз. Меѓутоа, неговиот народ за него сведочи дека тој правел само лоши дела. Ти, Аллах, подобро од нив знаеш за неговите дела и постапки.
Аллах Джелешануху на тоа му одговорил: О Муса, неговиот народ ти ја кажа вистината, но тој пред смртта ми се обрати мене за 3 важни работи. Ја побара мојата милост за сите мои грешници. Па како да не му се смилувам кога бара милост за себе, а и за другите? А јас навистина сум од милостивите најмилостив. Муса алейхиселам рекол: Господару, а кои се тие 3 важни работи? Аллах Джелешануху му рече: кога му дојде смртта, тој рече: О Господару и Створителу, ти најдобро ме познаваш, јас бев грешен и непослушен. Но во моето срце ги мразев гревовите и непослушноста. Кај мене се најдоа заедно 3 околности и својства, поради кои јас грешев и бев непослушен. Иако тоа со срце и душа го мразев и не го сакав. Тие 3 околности се: душата која се стреми кон лошо, лошото друштво и Иблис, на него да е Аллаховото прокletство. Овие 3 својства ме натераа на непослушност, а ти најдобро знаеш дека јас бев грешник и непослушен, дека се дружев во друштво со расипани и лоши луѓе. Но знаеш и тоа дека повеќе сакав да се дружам со добри и побожни, отколку со лоши и расипани луѓе. Третата околност е тоа што кога би ми се обратил некој за некоја потреба, било да е добар или лош човек, побрзо би му помогнал и би му ја задоволил потребата на добриот човек. Во преданието на Вехаб Небеха стои дека рекол: О Господару и Створителу, кога би ми ги избришал и опростил моите гревови, со тоа би се израдувале и развеселиле своите пријатели и пратеници, а би се ожалостиле проклетиот мој шејтан и твојот непријател. А доколку би ме казнил поради моите гревови, би го развеселил шејтанот и неговите помошници, а би ги ожалостил своите пратеници и пријатели. А јас сигурно знам дека тебе подобро ти е да ги зарадуваш твоите пријатели и пратеници, отколку да го израдуваш проклетиот шејтан и неговите помошници. Па затоа опрости ми, мој Аллаху. Ти навистина подобро знаеш од мене за ова што го зборувам. Смилувај ми се и премини преку моите грешки. Аллах Джелешануху рекол: му се смилував, му опрости и му преминав преку неговите грешки. Јас навистина сум благ и милостив, посебно кон оној кој го признава својот грев пред мене. Овој ги призна своите гревови, па му простив и поминав преку неговите гревови. О Муса, работи како што ти наредив, сигурно ќе му опростам и на оној кој ќе му клања џеназе намаз и кој ќе биде присутен на неговото џеназе. Енес бен Малик радијаллаху ан пренесува од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем дека рекол: Аллах Джелешануху секое утро и вечер гледал некој стар човек и му велел: Еј, робу мој, твоите години поминале, кожата и коските ти ослабеле. Часот на твојата смрт
и доаѓањето пред мене се приближи. Па посрами се од мене, зошто јас заради твојата старост се страмам, да те казнам со джекенемскиот оган. Се раскажува за Хазрети Алија радијаллаху анху во една прилика, брзајќи за во џамија, заради обаување на сабајскиот намаз. Сретнал еден стар човек, кој одел пред него смирено и достојно. Алија радијаллаху анху не сакал да го претекне од почит кон неговата старост, а времето за излегување на сонцето веќе дошло. Кога старецот дошол до џамијата, не влегол натре, туку го продолжил патот понатака. Алија радијаллаху анху дури сега сватил дека стариот човек е христијанин. Па кога Алија влегол во џамијата, го затекнал Аллаховиот пратеник алейхиселам, заедно со целиот џемаат, во положба на руку. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем останал на руку толку долго, колку би можело да се клањаат 2 рекати намаз. Така да и Алија радијаллаху анху можел да се вклучи во намазот. Кога завршил намазот, присутните асхаби го прашале пратеникот алейхиселам: "О Аллахов пратениче, зошто остана толку на руку? Тоа досега не го правеше." Аллаховиот пратеник им рекол: "Кога се наведнав на руку и реков: Субхане Раббиел Азим, онака како што е пропишано, и кога сакав да се вратам од руку, тогаш ми дојде мелекот Џибрил алейхиселам, го стави своето крило на мојот грб и ме задржа подолго на руку." Присутните асхаби го прашале: "А Џибрил алейхиселам зошто го стори тоа?" Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем им одговорил дека не го прашал за тоа. Во тој момент се појавил Џибрил алейхиселам и му рекол: "Еј Мухаммеде, навистина и Алија радијаллаху анху брзаше да стигне да обави сабах намаз во џемаат, но го сретнал стар човек христијанин и не знаејќи дека е тој таков, чувајќи го неговото право на почит кон неговата старост, не сакаше да го претекне. Затоа ми нареди Аллах Џелешануху да те задржам на руку повеќе отколку што е вообичаено, за да може Алија радијаллаху анху да стигне на сабајскиот намаз." Ова не е никакво чудо, туку чудо е тоа што Аллах Џелешануху му наредил на мелекот Микаил алейхиселам да го дофати сонцето со неговите крилја и да го одложи, односно да го забави неговото излегување. Тоа го сторил заради Алија радијаллаху анху, зашто тој постигнал висок степен на почитување спрема стариот човек и не сакал да го претекне иако бил христијанин. Второ кажување за овој хадис што го запишал авторот. Кога му се приближила смртта на учителот Ебу Менсур ел Мутурибија, а Аллах Џелешануху му се смилувал на 80 години, кога се разболел, му наредил на неговиот ученик Ебу Менсур да побара роб на негови години, да го купи и да го ослободи од робство. Ебу Менсур барал тако човек, но не можел да најде. Луѓето му рекле: "Како
ќе најдеш роб на 80 години, а да не е веќе ослободен? Ебу Менсур се вратил кај својот учител и му расказал што луѓето зборуваат. Учителот ги слушнал таквите зборови. Ја наведнал главата кон земјата и го замолил својот господар и створител велејчи му: О Аллаху мој, Твоите створенија и почести не дозволуваат штом робот наполнил 80 години, да биде и понатака роб, туку Ти го ослободуваш. Па како и мене би ме ослободил од огнот? А знам племенит си и дарежлив. Возвишениот кој што опростува е и мудар. Аллах Джелешануху го ослободил заради неговата убава и содржинска дова. Четврти хадис. Ова го пренесува Ибрахим од Алкаме, а тој од Абдуллах бн Месуда ради Аллаху ан, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: кој ќе научи една тема од науката, која ќе му служи на овосветскиот, дуњалучкиот и оносветскиот, ахиретскиот живот. Возвишениот Аллах Джелешануху би му дал она што е подобро и од 7000 години овосветски живот, каде деновите би ги поминал во пост, а ноќите во ибадет, на нафиле намаз, кои ќе бидат примени, а не одбиени. Ибрахим исто така пренесува од Алкаме, а тој од Абдуллах бн Месуда ради Аллаху ан, дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол: учењето на Куран е дело на оние кои очекуваат награда и се отргнуваат од она што им е забрането, а живеат и работат по Куран. Намазот е дело на немојчните, постот е дело на сиромашните. Фалењето и овеличувањето на Аллах Джелешануху се дела на жените. Милоста е дело на дарежливите. Размислувањето е дело на слабите. Сакате ли да ве упатам на најхрабрите дела? Асхабите рекле: Аллахо пратениче, кои се тие дела? Пратеникот салаллаху алейхи ве селем им рекол: учење и барање знаење. Зошто знаењето е светло на верникот, и дуњалучкиот и на ахиретскиот свет. Јас сум град на знаењето, а вратата на тој град представува Алија ради Аллаху ан. Кога го слушнале хаджириите, противниците на исламот, овој хадис, почнале да му завидуваат на Хазрети Алија ради Аллаху ан, и 10 угледни и учени хариджи се договориле секој од нив да му постави едно тие исто прашање, за да го слушнат како ќе им одговори. Ако на прашањето им даде различен одговор, тогаш тие ќе се сложат дека Алија е учењак, како што и бил наречен од пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Првиот од 10 отишол кај Алија ради Аллаху ан и го прашал: еј Алија, што е подобро, човек да има знаење или богатство? Алија ради Аллаху ан му одговорил: знаењето е подобро отколку богатството. А со што го докажа тоа? Рекол првиот хариджија: знаењето е наследство од Аллаховите пратеници, а богатството е наследство од Каруна Шедадеда.
фараонот и други слични на нив? Му одговорил Алија радијаллаху анх. Хариџијата си заминал, носејќи го одговорот со себе. Потоа му дошол вториот хариџија, па и тој му го поставил истото прашање, а Алија радијаллаху анх му одговорил исто така дека подобро е знаењето, при што вториот хариџија му побарал тоа да го докаже. А Алија радијаллаху анх му одговорил: знаењето те чува тебе, а богатството ти мораш да го чуваш. Со ваквиот одговор си заминал и вториот хариџија. Дошол на ред и третиот хариџија, поставувајќи му го и тој истото прашање, на кое Алија радијаллаху анх одговорил: знаењето е подобро од богатството. Каков доказ имаш за тоа? Прашал хариџијата. Собственикот на богатството има многу непријатели, а човек со знаење има многу пријатели. Му одговорил Алија радијаллаху анх, така и овој си заминал со добиениот одговор. Дошол редот и на четвртиот и тој со исто прашање, а Алија радијаллаху анх и нему му одговори: подобро е знаењето од богатството, затоа што кога богатството го трошиш, тоа се намалува, а знаењето, колку повеќе го трошиш, тоа повеќе се зголемува. И четвртиот си заминал со својот одговор. Ете го и петтиот, и тој го поставил истото прашање, како и неговите претходници. Што е подобро, знаењето или богатството? Алија радијаллаху анх им одговори: подобро е знаењето, отколку богатството. Хариџијата се разбира, побарал доказ за тоа, а Алија радијаллаху анх му рекол: собственикот на богатството го викаат скржав, себичњак и со други погрдни имиња, а собственикот на знаењето го викаат со почесни имиња и многу го почитуваат. И петтиот хариџија си заминал со ваквиот одговор. Шестиот поред хариџија му го поставил истото прашање, велејќи му: дали е подобро знаењето или богатството? Алија радијаллаху анх му одговорил: подобро е знаењето од богатството. За ваквиот одговор хариџијата побарал доказ. При што Алија радијаллаху анх му одговорил: богатството треба да се чува од кратци, а знаењето не треба да се чува. И тој си заминал со ваквиот одговор. Дошол ред и на седмиот, кој исто така го поставил прашањето, за тоа што е подобро, знаењето или богатството? Алија радијаллаху анх му одговорил дека подобро е знаењето. Бидејќи собственикот на богатството ќе поднесува сметка на кијаметскиот ден за тоа богатство, а собственикот на знаењето ќе му биде заговорник на другите тој ден. И овој хариџија си отишол со ваквиот одговор. Ете го и осмиот поред, и тој си со исто прашање: што е подобро, знаењето или богатството? Алија радијаллаху анх му одговори: подобро е знаењето од богатството. Хариџијата побарал доказ за тоа, при што Алија радијаллаху анх му одговорил вака: кога богатството се држи подолго, тоа станува валкано и безвредно, а знаењето не може да се расипи, ниту да се распадне. И тој си заминал со ваквиот одговор. Дошол деветиот подред па рекол: дали е подобро знаењето од богатството? Да.
Подобро е знањето од богатството му, одговорил Алија радијаллаху анху, докажувајќи му дека богатството срцето го прави стегнато, а знањето го осветлува срцето. И 9-тиот си отишол со ваквиот одговор. Дошол и 10-тиот и тој си со исто прашање. Што е подобро? Знањето или богатството? Барајќи при тоа доказ за тоа Алија радијаллаху анху му одговорил: подобро е знањето, бидејќи ги повикува луѓето да му се клањаат на Аллах Джелешануху, а богатството па ги повикува луѓето да му се клањаат нему, затоа што бил богат. И 10-тиот си отишол со ваквиот одговор. Во своето кажување, еве што вели Алија радијаллаху анху: и уште да ме прашува, секогаш различно ќе им одговорав, се додека сум жив. А хариджиите се разбира задоволни од ваквите одговори на Алија радијаллаху анху, го примиле исламот. И хадис се пренесува од Ебу Зер ел Гафарија радијаллаху анху, дека рекол: Аллахов пратениче, поучи ме на дело кое ќе ме приближи до дженнетот, а ќе ме оддалечи од джехенемот. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем му одговори: кога ќе направиш некое лошо дело, веднаш после тоа направи добро дело. А дали е од добрите дела кога ќе се рече ла илахе илlalлаху, нема друг Бог освен Аллах? Прашал Ебу Зер радијаллаху анху: да, тоа е најдобро дело, му одговорил Ресулуллах салаллаху алейхи ве селем. За овој хадис сврзано е едно предание кое вели: еден човек седел некое време на Арафат и во своите раце држел 7 камчиња, па им велел: вие бидете ми сведоци кај нашиот Господар, Аллах Джелешануху, дека јас верувам и велам нема друг Бог освен Аллах Джелешануху и дека Мухаммед салаллаху алейхи ве селем е негов пратеник. Истиот тој човек на сон сонувал како дошол кијаметскиот ден, а тој му полага сметка и после тоа заслужува джехенем. Мелеките кои биле задолжени за тоа го зеле и го однеле до джехенемската врата. Но таму пред вратата стоело едно од 7 камчиња. Се собрале сите мелеки кои биле задолжени за таа работа, да го кренат и подмрнат камчето. Но не можеле ниту да го подигнат, ниту да го подмрнат од местото. Потоа го однеле на друга джехенемска врата. Но и пред таа врата стоело едно од 7 камчиња. Ниту него мелеките не можеле да го одмрнат од местото. Така мелеките го носеле човекот на сите 7 джехенемски врати, за да го стават внатре. Но на сите имало по едно камче од оние 7. Не можејќи да ја завршат својата задача, мелеките го однеле човекот до аршот и викнале: Господару наш, ти најдобро го познаваш својот роб. Ние не можеме да најдеме пат и начин да го ставиме во джехенемот. Возвишениот Аллах Джелешануху им рекол: мој робе, за тебе сведочат камчињата.
ти не го изневери твоето право. Па како јас да го изневерам твоето право? А сведок сум дека ти редовно велеше дека само Аллах е Бог, а Мухаммед мојот пратеник. Аллах Джелешануху им наредил на мелеките да го стават во дженнет. Кога дошле пред дженнетската врата, таа била заклучена, но дошол шехадетот како сведок дека нема друг Бог освен Аллах Джелешануху, и се отвориле сите дженнетски врати. А мелеките го ставиле човекот во дженнетот, рајот. Има и едно вакво предание сврзано за овој хадис, а го раскажува имаму Сахид радијаллаху анх, врховен муфтија, а тој пак го слушнал од неговиот татко, кој исто така бил муфтија. Аллах Джелешануху му се смилува. Тој рекол дека пратеникот Муса алейхиселам нека е на него Аллахов благослов. Тивко му се обратил на својот господар со зборовите: Еј, господару, ти ги создаде сите живи суштества на земјата. Ги одгледа со своите благодети, им даде нафака, среќа. А потоа на кијаметскиот ден одредуваш и ги ставаш во джехенем, пекол. Аллах Джелешануху му наредил на Муса алейхиселам велејќи му: О, Муса, стани, па засеј го посеал. Тој го засеал, го полевал и чувал, се додека не созреало до жетва и берба. Аллах Джелешануху повторно му се обратил на Муса алейхиселам со зборовите: Што си направил со своето семе? Муса алейхиселам му одговорил: Јас го подигнав, го собрав. Аллах Джелешануху на тоа прашал: А дали остави нешто од тоа семе што го собра? Муса алейхиселам одговори: Не, оставив ништо од тоа семе, од она од кое нема ни корист, ни беричет. Аллах Джелешануху на тоа рекол: Еј, Муса, па и јас во дженнет ги ставам оние од кои нема ни корист, ни беричет. Потоа Муса алейхиселам прашал: Кој е тој? Аллах Джелешануху му одговорил: Тој е оној кој бил се во образил да рече и признае дека нема друг Бог освен Аллах Джелешануху и дека Мухаммед салаллаху. Шести хадис. Од Ебу Наср ел Васитија се пренесува дека рекол: Слушнав од Ебу Зера, а тој од ел Атаридија, а се пренесува дека Ебу Бекир е Сидик радијаллаху анх рекол: Еден бедуин дошол кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем и му рекол: До мене дојде вест дека си рекол: Џума намаз до следната џума и 5 дневни намази ги бришат малите гревови направени меѓу нив, доколку човекот покрај нив не направи поголем грев. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем го потврдил тоа и уште додал: Капењето во петок ги бриши малите и ситни гребови. Патувањето заради обаување на џума намаз ги бриши малите гребови и секој чекор при одење на џума намаз и вложување труд за тоа.
се вреднуваат како добро дело во траење од 20 години. Кога некој ќе клања џума намаз, заслужува награда како да правил добро 200 години. Овој хадис го пренесува Ебу Бекир ес-Сидик радијаллаху анху. Ебу Бекир ес-Сидик радијаллаху анху исто така спомнува дека во предисламското џахилијетско време се